Првиот човек на собранието, Талат Џафери, му соопшти на председателот Ѓорги Иванов дека е формирано новото парламентарно мнозинство и дека е избран првиот парламентарец. Во соопштението од кабинетот на Џафери се вели дека сега се очекува председателот да постапи согласно уставот. Иванов као облигинчен Во Европската унија нема сомневање за изразеното мнозинство со изборот на председателот на парламентот и тоа е мотивација за да се продолжи со работите и обврските што ги има парламентот. Иванов има обврска во рок од 10 дена да одговори и да го даде мандатот. Ако не го даде, еве да речеме хипотетички, тогаш парламентот има ексклузивно право за прашањето на одлучување за избор на следната влада и во овој контекст надлежноста на парламентот и председателот на парламентот не зависи од ниту една друга институција. Потенцијалниот мандатар Зоран Заев изрази подготвеност повторно да се сретне со Иванов, за да му гарантира отите работи согласно уставот и евроинтеграцијската перспектива. Јас сум подготвен да го посетам господинот Иванов, ќе разговарам и со коалиционите партнери и лидерите ако сака да ме придружуваат и тие заедно да одиме уште еднаш, да ја гарантираме унитарноста, уставноста, мултиетничноста, НАТО и Европската унија перспективите на државата. Постојат можности до крајот на месецот да биде изберена владата согласно роковите, но зависи од одлуката на господинот Иванов дали ќе го даде мандатот, зависи од техничката можност веројатно и на собранието, дали таму е се функционално, од системите, од можноста за пратениците да работат како што треба. Овие коментари Заев ги даде посредбата со представниците на ОПСЕ за стратегијата за спречување на тензии и криза, како и за поттикнување на реформи во земјава. Сличен став повтори првиот човек на Дуи Али Ахмети посредбата со евроамбасадорот Самуел Жбогар, каде рече дека Иванов треба да му го даде мандатот на новото парламентарно мнозинство. Од друга страна, одлуката за избор на Џафери за прв човек на парламентот се уште не е објавена во службен вестник. Од оваа институција изјавија дека го добиле барањето од собранието, но дека одлуката ќе се објави на почетокот од следната недела. Согласно позитивните законски прописи во однос на поднесеното барање, одлуката за избор на председател на собранието на Република Македонија ќе биде објавена во првиот нареден број на службен вестник на Република Македонија во почетокот на наредната недела. Експертите пак го критикуваа пристапот на Дуи при изборот на пратеник албанец на чело на собранието, и тоа 10 години откако не успеа да ја имаат оваа функција во текот на владеењето со ВМРО ДПМНЕ. Гордењето последниве денови е нивна пиар грешка. Тие треба да знаат дека не е момент за предизборна кампања, не е момент за кампања за локални избори или пак кампања за парламентарни избори. Пролената крв на пратеникот албанец не ни дозволува да правиме вакви сцени на гордење и злоупотреба на емоциите со националното знаме и така натаму. Како албанец би порачал да бидат повнимателни. Изборот на Џафери за ВМРО ДПМНЕ е диктаторски чин.